Вести на Канал 8, добро дојдовте. Општина Виница ќе инвестира околу 65.000 евра за набавка на возило за собирање и транспорт на отпадот. Средствата се обезбедени преку проектниот форум во заедницата на UNDP, швајцарската влада, Министерството за локална самоуправа и од буџетот на општината. Општина Виница ја почна постапката за проширување на возниот парк за собирање и транспорт на комуналниот отпад. За оваа намена ќе инвестира близу 4 милиони денари, со кои треба да купи ново товарно возило. Средствата се обезбедени во рамки на проектот што заеднички се реализира во втората фаза на проектот за јакнување на општинските совети, а во рамки на програмата за развој на Обединетите нации UNDP, швајцарската влада и Министерството за локална самоуправа. На последната сесија од проектниот форум во заедницата во јануари годинава, граѓаните најголема поддршка дадоа токму за предлогот за набавка на возило за собирање комунален отпад. Тој беше еден од 5 предлог проекти избрани на претходните работни средби на форумот. За реализација на проектот обезбедена е грант поддршка од UNDP во висина од 50.000 американски долари. Остатокот од средствата, околу 1.700.000 денари, ќе ги кофинансира општина Виница од сопствениот буџет. Веќе е објавен јавниот повик за набавка на возилото. Според техничката спецификација, предвидено е тоа да има капацитет од 7 кубни метри отпад, да располага со соодветна опрема за автоматско подигање на пластични канти од 80 и од 240 литри, како и на метални контейнери со зафатнина од 1100 литри. Во кабината покрај возачот треба да има простор за уште двајца помошни работници, а дизел моторот на возилото да ги задоволува Евро 6 еколошките стандарди. Пријавувањето на заинтересираните понудувачи на јавниот повик трае до 12 јули. По потпишувањето на договорот, избраниот понудувач ќе има рок од 60 дена да го испорача возилото со потребната опрема. Невремето што ја зафати територијата на општина Кочани во среда вечерта предизвика големи штети во домови и подрумски простории. На терен интервенираа и пожарникарите од територијалната противпожарна единица на Кочани. Силно невреме проследено со дожд, електрични празнења и ветар во средата во ноќните часови ја зафати територијата на општина Кочани, при што направи штета и поплави подрумски простории и гаражи на семејни куќи во Кочани. Улиците беа претворени во реки, а возилата едва и се движеат големите количини вода на коловозот. Дежурната екипа на Канал 8 телевизија беше на терен на улицата Теодосија Паунов, а таму ги затекнавме жителите кои ја испомпуваа водата што беше влезена во подрумските простории. Од 1991 година сум жител во оваа куќа и се соочуваме со истите проблеми како и оваа вечер. Со малку поголемо невреме, со поголем дожд, враќаат канализацијата, враќа се водата целата од долчето, поплавува нас, поплавува и комшиите. Ете оваа вечер, тука сме веќе 2 сата, еве ги помпи таму, имаме помпи електрични, али поради тоа што немаме струја, купивме и бензински. И се спасивме некако таа вечер повторно, да не поплаве, и ги моливме ги до сега сите градоначалници наред од 1991 година на Амошоце за помош, за решение. Нема никакво решение, нема никаква помош. Не знаеме што да правиме, не знаеме до кој да се обратиме повеќе. Нема до кој да се обратиме за да можат некако на некој начин да ни помогнат. Уште повеќе се влоши состојбата кога се направија кружните токови. Кружниот ток кога се направил ај тука да дое целиот нагиб на водата намо и целата вода ни паулава тука. До сега 2 пати, 3 пати пожарната не спасуват, пожарникарите. Таа вечер дојдоа и они, али водата веќе више беше повлечела, беше отидела. Тоа е, молеме за помош, молеме за решение. Не е толку тешко, не е толку скапо. Нудеме се и ние самите да помогнеме било што, само да најдеме решение да се таа вода да и се најде крај, да се одведе или у фекалната канализација или тука у долчето у одводната вода што е, да го решиме проблемот. На терен беа и пожарникарите од територијалната противпожарна единица Кочани, кои интервенираа на повеќе локации во градот и во населбата Оризари. Исто така тие работеа и на санирање на паднат тавански кров во атомските згради. Дел од улиците во градот останаа и без јавното осветлување. Управата за хидрометеоролошки работи најави дека на стабилното време со пороен дожд, грмежи и засилен ветар ќе се задржи до петок, особено во попладневните часови.
Компанијата Amphenol Technology Македонија во кругот на погонот АХЦ отвори вежбалница за вработените. Ке може да се користи бесплатно со пријавување преку електронска апликација. Во рамки на грижата за своите вработени, компанијата Amphenol Technology Македонија отвори вежбалница со современа опрема за физички и кондицијски вежби. Просторијата е лоцирана во производниот погон АХЦ и ќе можат да ја користат сите вработени кои сакаат да се активираат за подобрување и унапредување на сопственото физичко здравје. Останува збор за комплетно наша инвестиција и сите вработени во Amphenol ќе можат да ја користат оваа привилегија. Amphenol како општествено одговорна компанија помага на целата општествена заедница, но приоритет пред се здравјето и грижата, благосостојбата на сите наши вработени. Така да, отварањето на овој простор, кој што беше сработен со многу посветеност, со несебичен труд, очекуваме да даде значајни придобивки. Тоа всушност е промовирање на здрав начин на живот, развивање на здрави животни навики, зашто само здрав поединец е среќна личност и само здрав поединец е ефикасна личност не само во професионалниот, туку и во приватниот живот. Покрај редовното, претходно беше обезбедено и дополнително приватно здравствено осигурување, што Amphenol го плаќа за сите над 3000 вработени. Со тоа, тие можат бесплатно да се лекуваат во сите клиники во државата. Покрај систематската грижа за секој поединец, за здравјето на нашите вработени, ова денес е уште една потврда дека Amphenol Technology Македонија не заостанува ни чекор зад компаниите во високо развиените земји и грижата за нашите вработени и во иднина ќе биде наш приоритет. Услугите на новоотворената вежбалница вработените во компанијата ќе можат да ги користат бесплатно со претходно закажување преку електронска апликација. Од Amphenol најавија дека ова е само прв ваков чекор и во иднина ќе продолжат со слични активности. Во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани се одржа редовната крводарителска акција за месец јуни. Мотото гласеше "Донирај крв, биди причина за насмевка на многу луѓе". Практиката за дарување крв секој последен четврток во месецот со реализација продолжува и понатаму. Во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани се одржа редовната крводарителска акција за месец јуни. Собрани се 36 единици крв кои ќе бидат наменети за потребите на здравствените установи во државата. Крводарителската акција се спроведува со поддршка на екипа од трансфузиона медицина од Скопје. Истата е 8-ма крводарителска акција која Црвен крст ја реализира во тековната година, односно 6-та во просториите на Црвениот крст. Ја користиме приликата да се заблагодариме на сите крводарители кои денеска даруваат крв и кои помогнаа во обезбедување на доволно количество на крв и крвни резерви. Во следниот период Црвен крст Кочани ќе продолжи со реализирање на годишниот план на крводарителски акции, со реализација на акции овде во просториите на Црвен крст Кочани, но и теренски акции во останати институции и приватни фирми. Мотото на акцијата гласеше "Донирај крв, биди причина за насмевка на многу луѓе". Заинтересираните граѓани крв може да даруваат секој понеделник и четврток во службата за трансфузиона медицина во Кочани или секој последен четврток во месецот во просториите на Општинската организација на Црвениот крст. Понеделник официјално почнуваат надпреварите од 22-то издание на Петровденскиот турнир во мал фудбал. Спортскиот настан ќе го отворат екипите на Джинџер Бар и Аутовелт. В понеделник, 1 јули, со почеток во 19 часот стартува 22-то издание на Петровденскиот турнир во мал фудбал. Представниците на Општинскиот фудбалски сојуз, како директни реализатори на настанот,
Со ждребување ги утврдија двете групи од пријавените 7 екипи. Ке се игра по 2 надпревари дневно на спортските терени на Средното општинско училиште Љупчо Сантов. Настанот ќе го отворат екипите на Джинџер Бар и Аутовелт, а 1 час подоцна силите ќе ги одмерат Астон Вила и Рели. Од понеделник 1 јули започнува 22-тиот Петровденски турнир, кој за жал оваа година има слаб одзив. Пријавени се 7 екипи, ќе играт во 2 групи, А група и Б група. Во првата група ќе бидат 4 екипи, во втората група ќе бидат 3 екипи. Дополнително, ако се пријави некоја екипа до самиот почеток на турнирот, организаторот има право, го задржува правото да ја уфрли како четврта екипа во Б групата. Надпреварите ќе почнуваат во 19 и во 20 часот. Распоредот за надпреварите ќе биде објавен на страните на Општина Кочани, ОФС Кочани и Петровденски турнир. Ќе се игра по правилото 5+1. Останатите правила ќе бидат запознаени екипите, 2 пати по 20 минути. За најдобрите 3 екипи обезбедени се награди. Првопласираната ќе добие 60.000 денари, за втората екипа обезбеден е износ од 30.000 и третата екипа ќе добие парична награда од 15.000 денари. Исто така на турнирот ќе бидат прогласени најдобриот играч, голман и стрелец. Почитувани, со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.